Почитувани колеги и пратеници, почитувани представници на владата, имам директен предлог до владачкото мнозинство, а тоа е да се симнат и повлечат од дневен ред две точки. Една точка која што предвидува зголемување за 8.000 денари на платите на вице-премиерите и второ, веднаш да се повлече точката од дневен ред со која што се додава уште еден заменик директор во Агенцијата за потекнување на развојот на земјоделието. Мислам дека економските состојби во Република Македонија се целосно неадекватни за вакви забегани предлози на власта, неодговорни предлози на власта, кои што кажуваат колку оваа власт е незаинтересирана за јавните финансии, колку не води сметка за животниот стандард на граѓаните и колку оваа власт на Зоран Заев и неговите 5 вице-премиери, кои што треба да се ги зголемат со гласањето на овие пратеници платите за 8.000 денари, како да им се малку до сегашните 70.000 денари, не водат сметка за животниот стандард на граѓаните, туку само за собствените привилегии. Почитувани представници на СДСМ, представници на владата, на владачкото мнозинство и на министрите, уште еднаш директно ве повикувам од името на граѓаните на Република Македонија во ваква економска состојба. Оваа влада и оваа власт не треба да води сметка првенствено за собствените привилегии и ги повикувам вице-премиерите Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Кочо Ањушев, Хазби Лике, за кој што чувме дека со месеци не оди на работа, како и Бујар Османи, да се откажат од ова целосно, неадекватно, несоодветно зголемување на нивните плати за 8.000 денари. Срамота е. Ве повикувам исто така да водите сметка за буџетот за јавните финансии, за буџетските обврзници, затоа што народот и граѓаните не ве гласале да предлагате заменици директори во сите јавни предпријатија и сите агенции. Господа од власта, вие под 18-та точка имате предлог на закон за измени и дополнување на законот за основање на Агенција за потекнување на развојот на земјоделието и го предлагате по скратена постапка. Навистина е срамен предлогот, исто како што е предлогот срамен во кој што сакате да имате секаде нови заменици директори, привилегии и кабинети. Веднаш повлечете ги овие две точки од дневниот ред. Народот и граѓаните го бараат тоа од вас. Благодарам.